На итниот состанок на Светската здравствена организација во Женева на 26 ноември, новата варијанта на COVID-19 беше наречена Омикрон. Потенцијално овој сој многу полесно се пренесува, но се уште не е јасно дали е помалку опасен по здравието на луѓето во споредба со другите варијанти. Прва го пријави Јужна Африка на 24 ноември, каде што расте бројот на ново инфицирани во сите региони на земјата. Омикрон варијантата потоа беше откриена и во други држави, како на пример во Велика Британија, Германија, Италија, Холандија, Данска, Белгија, Израел, Австралија и Хонг Конг. We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. Таа додава дека и натаму е многу важна превенцијата, избегнување на гужви, дезинфекција, носење маски, како и вакцинирањето. Јужноафриканскиот лекар, кој меѓу првите се посомнева дека станува збор за нова мутација на коронавирус, оценува дека засега симптомите се средни и болните можат да се третираат дома. So it started with the younger generation, 40 and less, and the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough. Заклучува дека нема место за паника, бидејќи досега не виделе тешко болни од оваа варијанта. Сепак, повеќе држави во светот веќе забранија патувања за и од Јужна Африка и некои други африкански држави или воведоа рестрикции. Некои држави пак, како Израел, целосно ги затворија своите граници. Но стручњаците заклучуваат дека е предоцна за да се спречи глобалното ширење на Омикронот. Јужна Африка пак изрази длабоко разочарување од тоа што земјата е изложена на забрана за патувања, а многумина сметаат дека се казнети затоа што беа транспарентни во врска со новиот сој, наречен Омикрон.